Осамостојувањето на Велика Британија од Европската Унија ја зеде првата автомобилска жртва. Honda ја затвора својата фабрика во Свиндон. Официјално причините се глобалните трендови и консолидирањето на производството во Јапонија, но никој не верува во тоа. Најмалку 3500 вработени, кои веќе 34 години го заработуваат своето парче леб правејќи јапонски автомобили среде Англија, ќе останат без работа. Според некои информации, во оваа фабрика Honda има вложено близу 2 милиарди фунти. На времето таму се произведуваа и по 230.000 возила годишно, а сега оваа бројка е за третина помала. Но затоа 90% од нив се продаваат во земјите на Европската Унија. Во соопштението на Honda за оваа одлука се наведува дека планираниот термин за прекинување на активностите во Свиндон е 2021 година. Во неа сега се произведува хеджбек верзијата на Civic и тоа за цел свет. Според јапонците, истовремено ќе биде засегната и фабриката во Турција, која од истиот термин ќе го загуби производството на 7 верзијата на Civic. Во соопштението на Honda се споменува и дека компанијата ќе се посвети на електричните возила, што треба да биде уште една причина за затворањето на фабриката во Англија и форсирањето на јапонското производство. Пред некое време и Nissan донесе одлука да го пресели производството на X-Trail од Велика Британија, не наведувајќи дали е тоа прв чекор кон затворањето на фабриката во Сандерленд. Загрижено за последиците од Брекзит, гласно имаат изговорено уште и одговорните на Toyota, Jaguar Land Rover и Ford. Во Велика Британија годишно се произведуваат околу 1,5 милиони автомобили.